нашите родители, пријатели, сограѓани, чиито животи скапаа во мизерија поради тоа што криминалците и нивното здружение ја оплjačкаа државата. Тоа е разликата, пријатели. За да имаме демократија ни требаат два услови. Првиот услов, не смее да има поклопување помеѓу власта, помеѓу правото и помеѓу знаењето. Ние живееме во држава во која царот Николај и неговите послушници ни кажуваат што е вистина, што треба да знаеме и кои сме. Кое треба да биде образованието и какво треба да биде науката. Ние живееме во држава во која власта го сотре знаењето и насилно ни наметнува вистина во фабриката за стиропори. Ние живееме во држава во која што владењето во право е владењето на царот Николај. Во држава во која наместо овој суд да биде контролор на власта е послушник на власта. Кога овој критериум го немаме, драги сограѓани и сограѓанки, ние живееме во тоталитаризам. Вториот услов за демократија. Секоја власт мора да се менува во одреден циклус. Овие неќа да заминат и заради тоа го окупираат целиот систем и го ставија под железната чизма на екс-премиерот, целото судство и системот на правда. Тоа е тоталитаризам. Ние, драги соборци и соборки, живееме во држава во која Уставниот суд е избран од мнозинство во собрание кое добие победа на избори кои што ги украде. Значи имаме нелегитимно собрание, нелегитимно мнозинство и нелегитимен уставен суд. Во овој уставен суд седи една Елена Гошева и председателствува со него. Па ќе ве молам, Елена Гошева кутрата едва е успеала да дипломира со шеска и за тоа и требале 9 години. Јован Јосиповски бил член во изборна комисија номиниран од истите оние чии што криминали сака да ги сокрива и амнестира. Тоа е, драги мои, држава во која тоталитарната чизма гази све, а имаме послушници и безработници во највисокиот правосуден орган на оваа држава. Јас разбирам луѓе кои што својот леп го вадат со секојдневно мачење и експлоатација. Го разбирам молкот на тие луѓе, иако мораме да ги мотивираме. Но, драги мои, не го разбирам молкот и послушниството на Гошева и оваа багра безработници кои што не само што обезбедуваат
добар живот и приходи на нивните ќерки и семејства. Тоа не е нити привилегија, тоа е перверзија што ни се случува. Моите пријатели и пријателки сите ја напушти оваа држава, бидејќи со години седеа понижени, без работа и без можности да го покажат своето знаење и својот труд што го вложиле за да се образуваат. Нивните ќерки и синови живеат на топли меки постели со кешови по банки кои што не можеме ни да ги идентификуваме ни пронајдеме. Моите и вашите родители, вашите ќерки и синови завршија и студии, и магистратури, и докторати, но немаат работа. Но Елена Гошева, која што едва за 9 години, повторувам со 6 дипломирала, е председателка на највисокиот правосуден орган. За крај, да им порачаме, сакате да ја штитите Јанкуловска која што за умо ќе ги влечела циганите, додатне избори, па да ви пренесеме. За умо ќе ве влечеме и на клоци ќе ви истераме од овој град. Ова не е уставен суд, ова е усран суд. Нема да им речам сите, им речам марш багро криминална од Истанбулскиот суд и еве ви.